Не пропаднаа субвенциите за земјоделците за 2015 година како што се шпекулираше во изминатиот период, користејќи ја моменталната институционална криза поради се уште неформираната влада во земјава по изборите на 11 декември минатата година. Веќе 2 дена истите се исплаќаат и легнуваат на сметките на земјоделците, како што вети и министерот за земјоделство Цветков. За оваа година се планирани некаде над 100 милиони евра. Тоа се директни субвенции што треба да ги земе земјоделците, баш како уште 50 милиони за селата кај што нема патишта, водоводи и ред други работи што треба да се изградат со тие работи. Би кажал нешто друго. Сметам дека ни едни избори што ќе се прат во нашава држава, дали годинава, дали до година или било кога, не смеат да бидат супка околу исплатата на субвенциите, односно народните пари што се обезбедени од буџетот на државата пред тие избори, да бидат кошница за да не стигнат тие субвенции кај земјоделците. Според Тантаров, така наречените според него експерти со рогови дека не треба да се исплаќаат субвенции за земјоделците, порача дека иако субвенциите не се големи, сепак се добредојдени и истите придонесуваат до повеќе храна на македонската трпеза. За распределбата на субвенциите и од Сојузот на здруженијата на тутунопроизводители пристигнаа олеснителни пораки, истакнувајќи дека подготовките на земјоделците за пролетниот период ќе бидат реализирани без мака. Потврдно добивме заменик министерот дека со испраќање на списоците, односно ажурирање од страна на откупните компании, со самото доаѓање во Министерството за земјоделие, негде април месец или законскиот рок до 30 јуни ќе бидат исплатени субвенциите на тутунарите. Ова значи за нас многу нешто, бидејќи влегоме, како што кажа, во новата производна година. Имаме доста трошоци, наемнини, закупнини, полиетилени, ѓубрива и се ред друго на што пратат производството. Значи, со сигурно, она фама што кружеше низ народот дека субвенциите нема да се исплатат или наредната година, јас е демантирам. Земјоделците најдоцна денеска или утре треба да ги добијат субвенциите вкупно 224.571.508 денари, за кои платежната агенција веќе ги подпиша налозите. До крајот на месецот пак дополнително ќе бидат исплатени уште 170 милиони денари, за кои списоците во моментов се изготвуваат и треба да бидат донесени во платежната агенција на подпис. За директните субвенции во 2017 година владата има обезбедено 100 милиони евра, но поради различното толкување на изборниот законник по последните парламентарни избори дојде до пречки во нивното исплаќање. Постапувањето на Златков на функцијата директор на платежната агенција, исплатата продолжува непречено.